Поплавени подруми, ниви, дворови, стока која не преживеела и луѓе кои се уште се борат со надојдената вода од река Масалница. Ваква е сликата во село Градовци по вчерашните поплави. Водата полека се повлекува, но штетите остануваат. Како што велат жителите, за кратко време вчера реката под вода ги оставила нивните дворови подруми. Цела ноќ се обидувале да спасат кој што може, ориз, стока или зимница. Водата се повлекува, а штетата останува. И уште се мачеме, уште извлекуваме вода, а тоа што е поплавено ништо не може да се искористи више. Значи се е ојдено. Доправа штети пак се гледа што има. Оризите бреки се поплавени, Мумуруска е поплавено, Зимници, Турши, тоа се е ојдено, се е под вода било и тоа не се употребува више. Чинја имаме, има неколку тамо под вода си они изнасаме, нешто остана и тоа. Мислам дека највише штета имам у Градовци. 2 кози ми премрзнаа и 30 кокошки умроа. Фарлиги нешто останаа, 6 кокошки, има па други кокошки премрзнани од водата. Синоќ изнесох 3 кози, 2 не можу да ги изнесам. Останаа у водата тука. Имам штета плюс 5 буриња со храна. Плева, 1000 кила имам сигурно. Чиница, башата, тоа е мое, позади е мое, друга имам, се е под вода. Улавах до тука у вода, синоќе, те. Чизми зима, од тука изнесох ги 3 кози. Не можу друго да изнесам со сино. Вода никој пат не е префрлило, нели, преку патот, да дојде преку двора да ни тече. А сега оваа година не знам. Тамо се беше вода, префрли преку пато и ставаме тука, нели. Па полесно поминаме, натаму има повеќе куќи поплавени, има истока удавено тамо на некои комшии. Неисчистеното корито на Оризарска река е главната причина поради која се поплавени дел од куќите во село Градовци, велат жителите. Децидни дека не е прв пат. На секој поголем дожд стравуваат дека ќе бидат поплавени и затоа се заштитуваат на секој можен начин. Додаваат дека треба да се исчисти коритото со цел да не се повторуваат поплавите и да не се создаваат дополнителни штети. По 2 пати, 3 пати во годината сигурно. Добро, зошто? Па не се изчистени ни реки, ни канали, ништо не е изчистено, се е запушено. И од една мал дожд вода реката да не дојде, одма не поплавува. И ние сме под страх. Заврнели појак дожд, ние имаме страх дека ќе не поплава. И треба да и чистат и од двете страни да направат патишта, да не може да дојде водата на никако, да не поплавува. Страдат и Мојанчани, и Подлажани, Чифлик, сите од оваа река и од Кочанската страна. Ние страдаме од оваа река, од Оризарска. Затоа што не е чистена реката. Те, гледате колку гледате. Од општина Кочани истакнаа дека и вчера и денеска се на терен и се работи на санирање на настанатите штети. Дополнително, како што кажа градоначалникот Владко Грозданов, формирана е комисија за проценка на штети. Општината и до сега преземаше се и исчистивме многу речни корита и многу канали за одводнување кои беа клучни за овој период и поминавме многу лесно, што би рекле, со оглед на водостојот што беше надојден после обилните врнежи. Во Кочанската општина веќе има формирана комисија за преценка на штетите. До овој момент немаме пријавено ниту една штета. Очекуваме секој што ќе има штета, слободно да ја пријави. На терен се уште службите, на терен е водостопанството на Република Македонија, комуналното јавно предпријатие и голем дел од вработените што се ангажирани за овој дел. Во текот на вчерашниот ден се излеа Оризарска река, а затворен за сообраќај беше и патот кој води од Кочани до село Зрновци.